Во време кога почна пандемијата со короната, а тогашниот министер за здравство Венко Филипче секој ден излегуваше на пресконференции за да ги кажува бројките на новите заразени и починати, некако под видеата кој што одеа на YouTube се појави лик Лида, која што одеднаш влезе во центарот на вниманието на јавноста со своите пораки и поканата до министерот за кафе. Денеска Лида, односно Лидија Киновска, мој гостин во Репортер. Лида, добре дојде. Добро да најдов. Добро, не сме во Репортер, ние сме во синдикат, каде што прв пат се сретна со министерот. Меѓутоа, оно што прво се наметнува како прашање е, Венко Филипче веќе не е министер за здравство, дали ти падна тешко неговото заменување од функцијата? Од една страна, да, пошто нема веќе да коментирам, а од друга страна, па добро, малце некој одмори, имаше многу стресови. Од каде таа обседнатост со Венко? Да, обседнатост, сега не во негативна некоја смисла. Мислам, почнувам ја или да пишувам коментари, кога поголемиот дел ги приметиле и бараат да бидам присутна со коментарите, да ги смислувам требаше, бидејќи не можев во секој момент инспиративно да ми текнувам, морав да ги обмислувам за подолго време, затоа што одреден термин имаше за прес, а ја не можам секогаш да бидам слободна и морав да ги спремам. Морам на некој начин малце да бидеш обседнат со ликот, за да можеш да пишуваш и коментари, мемиња, да влезеш целосно во приказната. Во ликот. Од каде почна целата приказна со Венко? Зошто баш тогашниот министер за здравство? Дали заради моментот што се појавуваше цело време на телевизија? Или нешто друго те поттикна да му пишеш првиот пат? Јас врска немав дека пусти воопшто корона. Бив надвор од сите случувања. Случајно ми кажа колешката која ги пратеше тие пресови, вика, Леле, министерот сега ќе се обраќа, ќе исклучиме разговор да видам што ќе каже за короната. Стигна кафето? Да. И? Мекијатото. Фала. Викам, кој министер, викам, што се случува? Вика, па како не знаеш, вика, корона има. Претходно знаев дека Филипче е хирург, меѓутоа не знаев дека станал министер. И онака го гледам, нешто смешно ми падна малце, пошто обично сакам тие што се сериозни да ги реметам. И така ме навлекоа да ги слушам пресовите, што на почетокот не верував, ама после се уверив. Дали навистина ти се допаѓаше министерот или бараше некаков начин да се направиш на тебе да ти биде интересно, да ја биде интересно на околината, особено што во тој период, барем кога почна пресовите, кога Филипче почна секојдневно да се појавува на телевизија, беше релативно мрачна ситуација, значи луѓето не знаеа што се случува, короната беше нешто ново и сите беа исплашени. Да, сите беа исплашени и обседнати со ситуацијата. Јас толку ноншалантна, се на шала и онака не верував дека има нешто и не се потресував толку, бидејќи си правев интересно на самата себе прво, пред се, и на колешката, и на тие што ме познаваа, што се дружат со мене. И не верував дека ќе паднам во очи на поголемата публика. Да, тоа сега да те прашам, дали можеше да помислиш дека во морето пораки што стигаа под секој прес, некој ќе забележи дека известна Лида, пошто тогаш не знаевме која се, дека известна Лида ќе почне да го кане министерот на кафе, на секој прес. Значи, одеднаш од нигде никаде ти стана тема на муабет подеднакво колку и короната. Никако, во ниеден случај се викам од толку народ што го прати и што пишува секакви видови на коментари од пресот.
Па баш мојот коментар ќе падне у очи, па некој ќе си земе слободно време па да ги чита коментарите од толку пишување, мислам, ни на крај памет. Како изгледаше првата средба со Венко? Вие се сретнавте тука? Првата средба не верував дека ја како што се шалам на секоја, не верував дека ќе имам толку трема и дека ќе изгледам како прваче некоја, дека ќе се изгубам скроз пред министерот кога ќе застанам да се представам. Зашто разговаравте? Како изгледаше моментот кога ти застана покрај него да му се представиш? Немавме шанси да разговараме. Направивме само селфи. Прво беше сериозен, додека да се представам, а ја кога кажав дека сум лиде, почна да се смее. Каков впечаток ти остави во живот? Дали она што го гледаше на телевизија, на крајот ти се потврди и во живот, или ти се подобри можеби впечатокот? Поубав впечаток да имам во живо. На телевизија или на пресовите беше нон-стоп сериозен. Ми се засвиѓа кога се насмеа. Кога новинарот го праша дали ќе пие кафе со Лида и кога се насмеа министерот, тогаш мислам дека ми се засвиѓа човекот. Воедно мислам дека на сите жени им се свиѓаше, само што не ќе да признаат овака јавно. И као одма љубомори према мене, па сега што да ви правам, сите го сакавте, Лида ви го зема. Сепак ти имаше се соочи со проблеми, меѓу кои проблеми на работното место. Некаде кажа дека дури си била жртва на мобинг и дека си морала да дадеш отказ од работа. Што се случуваше? Се трудеа да ме спречуваат во се што, да ме малтретираат психички, што на крај се дрзна тогашниот раководител да ми каже не смееш да пишуваш коментари, не смееш да бидеш јавна личност и јас ќе се погрижам да не бидеш тука. Како реагираше во тие моменти? Ти беше тешко? Ти беше мачно заради тоа што ти правиш нешто што е нели твое природно, правиш нешто за да се расположиш себе си, да расположиш околината, одеднаш си трн во очи, да речеме, на другите? Па, не ми беше ништо ново што сум трн во око, бидејќи секој што одскокнува малце од околината е трн во око, не им одговара. Тоа што ја правам да е забавно, за разлика од други што се заканува, пцуеа, имаше секакви видови на коментари, дури и од членовите на фирмата каде што работев, они беа окей, Лида не смееше да кани на каве, што е апсурдно. Ти беше ли потоа тешко да најдеш нова работа? Ми беше затоа што сакав да се тргнам од обезбедувањето, ми прекипе веќе толку години со луѓе да се расправам и да не идам воопшто напред, бидејќи идат напред само тие што не се компетентни. Дали на новите работодавачи кога се вработи им кажа дека си Лида на Венко или и тоа го криеше од нив на почетокот? Знаејќи нели каква беше претходната ситуација? Па на почетокот криев, си викам може ќе ме препознаат, може да не. Да не си кажувам. Меѓутоа дознаа постам од како влегов, дозна и воопшто не се бунеа, баш им беше интересно и поинаку ме гледаат. И сега кога Венко Филипче веќе не е министер, дали го побара пак за да пиете кафе? Или остана на пораките што ги испратиш? Остана на пораките. Мислам дека треба он да го направи чекорот после толку коментари, песни, страница, се што направи. Значи,
Треба онда да ме удостои со кафе, не барам ништо повеќе од едно кафе. Тој во едно интервју дури рече дека кога ќе заврши корона кризата, дека тогаш ќе седнете да испиете кафе. Сега, тој веќе не е министер, корона кризата очигледно нема да заврши во скоро време. Дали мислиш дека некогаш ќе си го исполни ветувањето што го даде јавно? Би требало да го исполни се, ако тоа му беше само колку да избегне прашање. Ја дури да сум на со извинение вака на смртна постела, пак ќе побарам кафе да пијам и штета е да не се видите на толку да не се пие кафе. Лиза, ние ќе го испиеме кафето, а потоа продолжуваме на кај парк да се прошетаме малку. На почетокот многумина мислеа дека си измислен лик и не знаеа дека Лида или како што те завикаа после некое време Лида на Венко е всушност позади Лида на Венко се крие Лидија Гиновска. Која е Лида? Како би се опишала себе си? Па не знам, мислам дека тешко ја да се опишам, ама со еден збор, со една реченица не ме ограничувај. Ти си многу дружелюбива личност, претпоставувам, барем од она што имам видено. Сум, ама не сум со сите иста. Зависи каква енергија имам од другата страна. Кога се појави нели Лида како лик, дали твоите пријатели веднаш знаеа дека станува збор за тебе? Дали те поддржуваа во тоа време или си рекол ајде не претерувај? Ама имаше колешка една што знаеше дека сум јас и пријатели што дружа со мене. Од колегите знам кои дознале и кои зборале лошо и љубоморни и секако. Мојата колешка ме поддржуваше, интересно и беше, пошто и јас за себе поише правев интересно, отколку што ми беше намерата нешто дека ќе биде вау, работава. Работиш обезбедување. Дали си имала некогаш непријатна ситуација во однос на твојата работа? Дали се случило некој да настапи агресивно или да сака да помине покрај тебе, иако нели постојат одредени правила и кај вас? Имало многу ситуации. За среќа сум ги решавала на мој креативен начин. Се појавувале со пиштоли, со ножеви. И во таа ситуација? Во таа ситуација ладнокрвно реагирам, што нив ги збунува. Мислам дека ја ќе се преплашам, ќе паѓам у несвест, ќе викам, не знам што ќе правам. Мене сето тоа ми е нормално. Со оглед на тоа на какви места сум работела и колку време сум работела. Дали вежбаш? Треба ли да си во добра физичка форма за да работиш во обезбедување? Па не мора секогаш да си во добра физичка форма, а вежбам толеранција. Сега, од една страна работиш во обезбедување, од друга страна па некако се свртена кај музиката. Каде е тука спојката помеѓу обезбедувањето и музичката кариера? Не кариера, меѓутоа помеѓу музиката, да. Па сите тие коментари си викам зашто не се преточи као некоја музика да се направи, некоја песна да се направи се сретнав со еден што има студио и му предложив, викам дали си слободен и така направивме. Првата песна така беше. Од една страна ти не пееш, ти рапуваш. Од каде цела таа инспирација за пишување? Сама ли ги пишуваш текстовите? Сама. Инспирација, па и нели, министерот што беше инспирација за 2 песни беше. Можев и понатаму, ама не сакав да ја затерам до толку работата. Ти мислам дека некаде рече дека имаш и некоја песна напишано за Венко во случај да не излезете на кафе, па и таа песна дека ќе му ја пуштиш. Па имав напишано контра песна. Ама мислам дека ја тргнав, ја избришав, ја искинав, беше на ливче напишано и викам не ќе ми дојде искушение за шифот песната, пошто ми е од вистинско искуство, вистинско случување. И
новогодишната што 8 години немаше новогодишна песна, барем ја колку што знам. Викам никоја смешна, интересна како на времето нели К15 кога правеа. Како реагира јавноста на песните? За новогодишната не знам зашто сите мислеа дека е за Венко. Описот не го читаат под видеото. Значи таму ми е опишано дека е видеото пародија и ред други работи, зошто е напишано, како е напишано, сите тие работи. Не знам луѓе како да ги мрзи да читаат, а сакаат да коментираат нешто што нема врска со песната. Се мене ми е на шега праење. Ти годи ли популарноста што ти ја донесоа пораките што му ги пишуваше на Венко под видеата на пресовите? Па не се осеќам популарна. Меѓу сите зборуваат за Лида. Нема некој што не слушнал за тебе или што не прокоментирал? Јас за популарноста моја сватив дури после година дена, која беше Лида на Венко песната, што за 2 дена имаше 100.000 прегледи. Јас само онака гледав и викам, леле, што направив? И уште не ми беше јасно. И некако во целата оваа ситуација ти отиде дури чекор подалеку. Цело време го канеше министерот на кафе, меѓутоа на крај направи твоја емисија на Кафе со Лида. Од каде идејата да снимиш емисија на Кафе со Лида? Па ете, сите работи што ми доаѓа креативни да ги правам, можеби се тоа сите работи што сум ги сакала како помала. Уствари не можеби се. И тука мислам дека беше моментот кога си го остварив на некој начин сонот да бидам водителка, тоа што сум го сакала. Само 5 епизоди снеме? Само 5, да. Беа не продолжи поради тоа што немаше спонзори. Значи се тоа ја сама со пријател кој што снимаше од фотоапарат. Немавме никаква поддршка? Да, поддршка никаква. Свесна сум во какво општество живеам. Мислам дека можеме да продолжиме со муабетот. Интересно е тоа што често те спомнуваат на Твитер. И има такви кои што викаат супер забавна, ме расположи, коментарите што ги оставам и се одлични. Меѓутоа има и такви кои што велат Лида е доказ дека буквално секој може да доживее 5 минути слава. Како реагираш на тоа? Какви се твоите размислувања? Ја Твитер обично и не го читам, пошто читав едно време на почетокот многу страшно навредливи коментари таму и мислам дека ликови што постојано само вреѓаат, што се кријат со идентитетот, едноставно за мене како јонака непостоечки се. Многу се скриени позади толку честни некои намери, а уствари кој знае колку се расипани. Секоја чест на тие што кажале позитивни работи за мене. Има еден од Твитер што знам кој има кажано позитивни работи за мене. Би сакала да го запознам, идентитетот уште не му го знам. Да, обично луѓето што се на Твитер и не сакаат јавно да се откријат кои се. И па има некој што може би да го поканеш на кафе? Ако веќе министерот не дојде. Па добро, ајде еве кафеџијата, пошто кафеџијата е интересно. Кафеџијата од Твитер, ако сака, нека ми пише за се сретнеме на кафе. Еден од последните твитови што ги прочитав за тебе беше дека толку многу претрпе ти со Венко Филипче, дека би требало сега да побараш апанажа од државата. Навистина, не читаш твитови за себе или ги читаш? Апанажа, па може стварно, мислам колку претрпев, јас и знам. Еден период имаше кога тотално сакав да се откажам. Момент кога толку ми беше тешко од секакви навреди, муабети што кружа и
едноставно мислев дека толку од мене ќе биде. Од друга страна, ти си многу позитивна на Инстаграм. Оно што забележав е дека ги имитираш позите, меѓутоа и гардеробата и шминката на јавните македонски жени и дека тоа го правиш на некој твој начин, на сето тоа е некако многу забавно и симпатично. Од каде идејата да ги имитираш? Колку мислиш дека си успешна во тоа што го правиш? Поинтата ми беше првично да ги имитирам, ама да биде смешно. Како што има една Пошто во светски рамки има Да. жени кои што го прават тоа, кои што ги имитираат светските звезди, Да. кои што се многу популарни, имаат огромен број на следбеници на Инстаграм. Точно, да. Тоа беше идејата, меѓутоа некако на некои фотографии излегував солидно, мислам за мене, Добро. можда за некои подобро. И морав да го надополнам тоа со некоја смешна реченица од фотографијата. Да, прочитав нешто скоро за плочките, како добро се залепени на... Па да, нешто како ќе ми дојде моментот, знаеш, што ќе ми падне во око на фотографијата, нели обично во WC се сликаат, си прават селфи, што мене тоа ми е многу смешно. Имало И чудно. ли негативни реакции? Дали некогаш некој ти се јавил да ти каже дека не е задоволен од тоа што го видел, да ти побара да ја тргнеш сликата? Па имаше на почетокот околу 2 или 3, што не знам зашто ја им допринесувам за нивната популарност, за да ги запознаат, а они се бунат. Сака и нешто тужба, ова, она. Ги тргна сликите или се уште се на твојот профил? Па ги тргнав после некое време. Затоа што викам, што ќе ги... Популаризираш? Да, ќе ги правам познати, кога и самите не знаат како функционира шоу бизнисот. Да, а што е со ова друго? Дали некој ти се јавил да ти каже дека супер е ова што го Да, правиш? имав едно 3-4 така, што многу им се допадна. На секоја чест така некои коментари интересни. И сега, што е следно за Лида? Некоја нова песна, се сликаш за Инстаграм? Порано ме слика Некој ти помагаше во изработката на фотографиите? Не, во сликањето. Добро. Имав две другарки што ме слика, меѓутоа тие се откажаа на пола. А имам една другарка што никогаш не се откажува од мене, меѓутоа она не е секогаш слободна за да ме слика, па затоа јас бирам фотографии што се селфи. Така да се снајдам да одржувам Континуитет. Да. Иначе А што е со музиката? Планираш некоја песна? планирано е, ама сакам да биде смешна. Не ми доаѓаат инспирации секогаш, некако слабо инспирација. Не знам дали ќе успеам да ја направам сега, во скоро време. Планот беше за февруар, Валентайн? за Валентайн, да. Ама ако успеам до тогаш добро, ако не покасно ќе се случи кога ќе имам некои инспирации за да биде интересна, смешна. Иначе грубо е напишана. Понатаму следно што треба да направам за него за да излезе на кафе, мислам дека треба да се качам на месечината и да закачам слика од министерот, мислам поранешен. Не знам што треба. И дека можеби тоа ќе успе. Вајда тука ќе се согласи. Лида, јас ти благодарам што одвои време и се надевам дека без разлика на се ќе го испиете кафето со Венко. Па и јас се надевам.